Со двочасовен протест и блокирање на влезот на компанијата Paper Mill, граѓани на Кочани во вторникот попладне ја почнаа најавената серија од секојдневни протести за да го искажат незадоволството од загадувањето на воздухот од фабричкиот оџак. Истакнаа дека нема промени во состојбата што трае со години. Поради тоа протестите ќе продолжат секој ден од 16 до 18 часот, со намера да ги алармираат надлежните да преземат мерки за заштита на животната средина. 2,5 години трае агонијата. Можам само да направам благодарност првен да дадам до сите тука граѓани што дојдоа. Второ, да кажам дека институциите, мој мислење, оваа држава не се само да не казнуват, туку институциите треба да не штитат. Јас како член на здружение можам слободно да кажам дека сме ги пробале сите инстанции, обративме се до обвинителство, без да разлика дали ќе е полиција, обвинителство, Министерство за животна средина, Државен инспекторат, дека веќе не сме деле, молеме се како мали деца. Како прво ние не треба ни да помислиме со тоа да се замараме, ние си имаме секојдневни проблеми. Со тоа треба да се замарат институциите. Они не се само оваа држава, значи нас да не казнуват. Треба и да не заштитат. Последна инстанца, значи 2,5 години ние се вртиме у еден бермудски триаголник. Кај овај, кај онај, не е до него, не било до градоначалникот, не е битно дали овај или претходниот градоначалник. Не било до обвинителството, не било негова надлежност, инспекторите знаат сите, значи јавна тајна е. И ќе го кажем тоа, гласот на народот, значи инспектор, исклучок Ана Петревска, инспекторите доваѓаат на договорени мерења. Значи можам слободно да ви кажам дека у градо има веќе созреана атмосфера за екстремни акции во врска за оваа фабрика. Тоа ви го одговорно тврдам. И знаат го и надлежните институции. Нема да го дозволиме ние тоа. Поради тоа што со тоа они од насилници ќе станат жртви, а ние ќе треба од класични жртви да станеме насилници. Тоа е нивната цел. На нашите институции, на нашата држава, тоа е целта. Граѓаните кои живеат во околината на Paper Mill рекоа дека состојбата со чадот и силната миризба од оџакот повторно се влошила од неодамна, поради што бараат надлежните да преземат мерки. Смрди и тоа неподносливо. Јас сум на 200 метра од самата фабрика, меѓутоа вие се балење да дојдете на Сабајле, црн чад излегува, па може 50-100 метра нагоре. Значи тоа е нешто стварно страшно за гледање. Меѓутоа надлежните колку имаат слух за тоа не знам. Учесниците на протестот пред Paper Mill нагласија дека поради нефункционирањето на институциите во државата планираат да преминат на собирање потписи со матичен број од 2/3 од населението, ќе бараат помош од странски амбасади или од Судот за човекови права во Страсбур. Од компанијата Paper Mill испратија писмен допис до јавноста во кој информираат дека од страна на акредитирана лабораторија биле направени мерења на емисиите од фабриката во текот на септември, ноември и декември минатата година, како и во јануари годинава. Мерењата покажале вредности на емисии на количество прав во димните гасови во воздухот до 20 пати пониски од нормата. И инспекцијата на Државниот инспекторат за животна средина, што била направена во октомври минатата година, утврдила дека Paper Mill користи биогориво од сончогледови пелети за целиот технолошки процес. Утврдено е дека се работи во согласност со интегрираната дозвола и под границите на дозволеното на речиси сите параметри, додека одстапки биле нотирани во емисијата на јаглероден моноксид. Согласно решението на Државниот инспекторат за животна средина, Paper Mill беше задолжен да изврши мерење на параметрите на испуштањето чад од оџакот во текот на 3 месеци редоследно и при тоа да се направат лабораториски анализи на составот на пелетот, што се користи како горивно средство во технолошкиот процес. Фабриката ги извршила обврските и резултатите ги доставила до инспекторатот. Во врска со организираните протести на мал број граѓани пред фабриката, раководството јавно поканува на средба представници на граѓаните за да им се презентираат резултатите од мерењата и технолошките процеси, а истовремено од фабриката реагираат и на неоснованите тврдења дека Paper Mill е виновник за загадувањето во Кочани. Во писмениот допис се додава дека фабриката во март минатата година инвестирала над 55.000 евра за поставување нов врекест филтер,
што за 3 пати ги подобрил параметрите на штетни емисии во воздухот, а кои се во рамки на европските стандарди. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Кочани веќе 3 дена поред излегуваат на терен за да гаснат обемни пожари предизвикани од запалена слама и стрништа. Интервенциите главно се во атарите на селските населби, за да се спречи опасноста за индивидуалните објекти за живење, но и за зградите за стопански и други дејности што се во близина на огнените јазици. Неколку дена гори цело Кочанско поле, зафатена е огромна површина. Секако ние ги издвојуваме само приоритетите, како на пример денес имавме 2 приоритета, тоа е куќите во село Прибачево, кој блиску беше огинот, и пречистителната станица во Мојанци, кој што е објект од витално значење и воедно и произведува метан и беше во опасност да биде зафатен тој објект. Интервенираме секој дневно по неколку интервенции. За последните 3 дена имаме преку 15-20 интервенции. Подршка на професионалната територијална противпожарна единица од Кочани даваат и волонтерите од доброволното противпожарно друштво. Во периодов има многу работа, ние веќе во координација со територијална противпожарна единица сме активни на терен и действуваме заедно. Ние најпрвен во есенскиот период имавме некои подготовки кои сметаме дека се прилично доволни за да можеме да интервенираме на еден ваков вид на интервенција. Од Сдруженијето Одбор за здрав живот во Кочани ги повикаа земјоделците да се воздржат од палење на страништата, но информираа дека нудат и можно решение за проблемот со аерозагадувањето. Ние понудивме 3-4 решенија на кој начин би можело тоа да се реши, се разбира во корелација со земјоделците. Казните треба да бидат последни, а не као прва мерка према нив, така да пак апелираме доколку има некаква желба за решавање на тоа прашање, ние сме спремни да доставиме конкретно и 2 проекта. Едниот е за биомаса, кој веќе го имаме изработен и кој го обеќавме дека ќе го дадеме и сега веќе има интерес да го дадеме. Вториот е сецкалка за самите комбајни кои би правиле прашина од таа маса. Третото е третирање со азот, исто имаме еден стручен човек кој сака да го представи тој проект. И четвртото е собирање на самата слама за прочистителната станица која веќе е во тек, но мислам дека недоволни количини се за да тоа го кажеме како решение за целокупната слама која има во Кочанската котлина. Секаде сламата и биомасата ја користат како енергенци, како нешто, како богатство, единствено кај нас се третира како проблем. Така да пак апелирам до следната година, бидејќи ова година веќе е задоцнено, да имаме некој нацрт што ќе правиме во следните години, да имаме некоја стратегија како ќе се реши сламата во Кочанската котлина. Палењето на сламата и остатоците по жетвата во полињата во Кочанско се интензивира токму во овој период од годината, кога земјоделците почнуваат со подготовки на површините за престојната сеидба на оризот. Се уште е замрзната изградбата на втората коловозна лента од идниот булевар Стево Телосиевски во Кочани. Во таква состојба се најде по завршувањето на локалните избори и по спуштањето на дневните температури. Механизацијата и работниците на изведувачот ги снема од теренот. Иако на почетокот од оваа работна недела од општина Кочани испратија официјален повик до возачите во среда да не ги паркираат возилата на улицата од мостот до вкастувањето со Глигор Апостолов Гочо, со образложение дека ќе се изведуваат градежни работи, во текот на целиот ден сликата остана иста како и претходно. Ниту машини, ниту работници, ниту изградба. Од рано из утрината дел од возачите го испочитуваа повикот и не паркираа, ама откако согледаа дека изградба на улицата нема, повторно ги оставија своите возила. Нејасно е зошто, ако службите во локалната самоуправа на Кочани и изведувачот ги координираат своите активности, се случува вакво нешто. Камерата на Канал 8 не можеше да го сними продолжувањето на изградбата, иако наша екипа беше на терен. Несериозниот однос на двете страни, вклучени во реализацијата на овој важен сообраќаен проект, ја иритира јавноста, слично како и повеќемесечната изградба на кружниот тек кај атомските згради. На регионалниот отчет што во Кочани го организираше ВМРО ДПМН за градоначалниците од источниот регион,
За првите 100 дена по преземањето на мандатот беа представени проектите и во општините Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. Осврнувајќи се на работењето во 3 месеци, градоначалникот на Виница Миле Петков истакна дека општината ја затекнал во долгови, но за краток период успеале да го стабилизираат јавното претпријатие Солидарност и да започнат со реализација на многу од ветените проекти. Во првите 100 дена проекти кои што успеавме да ги реализираме или спроведеме до нивна конечна реализација се: дорегулација на речното корито на Градечка река, изградба на улица во село Градец, реконструкција на улица Кирил и Методеј и дел од улица Никола Карев во Виница, доградба на филтер станицата за вода во Виница, реконструкција на водоводната мрежа во село Блатец, санација на градската депонија кај село Лески. Проекти кои што ги отпочнавме или продолживме и се во фаза на реализација: реконструкција на Домот на културата Тошо Арсов во Виница, изградба на затворен градски пазар во Виница, реконструкција на водоводната мрежа во Виница во должина од 1270 метри, изградба на канализација во Виница во должина од 260 метри, изработка на техничка документација за поврзување на канализацијата во Виница и селата Истибања, Јакимово, Градец и Лески на пречистителна станица за отпадни води во село Мојанци, изработка на техничка документација за изградба на атмосферска канализација на нефреквентните сообраќајници во Виница, реконструкција на санитарните јазли во средното општинско училиште Ванчо Прке Виница, изградба на сензорна соба во детската градинка Гоце Делчев Виница, изработка на детални урбанистички планови за градот Виница, изработка на урбанистички планови за селата Трстино, Лаки, Лески, Блатец и Истибања. Градоначалникот на Зрновци Борчо Коцев во отчетот за првите 100 дена од мандатот наведе поголем број активности што се реализирани, а меѓу нив и подготвената техничка документација за капитални проекти. Веднаш се почнавме и денес се во завршна фаза изготвување на проектна документација за изградба на промена на дел од главниот цевковод за водоснабдување од фабриката за вода во должина од 200 метри во село Зрновци, каптажа за водоснабдување во село Мородис, филтер станица за фекална канализација во село Видовиште, зафат на Морошка река за наводнување на земјоделски површини, изградба на дополнителен резервоар на водоводна мрежа за водоснабдување на домаќинствата во Зрновци, изградба на детски парк, изградба на подпорен зид за проширување на улица, изградба на пешачка патека од влезот на општината до општинската зграда, ревидирање на проект промена на секундарна водоводна мрежа во Зрновци. Сите овие проекти се обврзуваме да ги започнеме веќе во 2022 година. Во отчетот за 100 дена од мандатот, градоначалникот на Чешиново Облешево Далибор Ангелов нагласи дека општинската сметка е блокирана поради затекнатите долгови, но и покрај тоа новата локална власт реализирала повеќе активности. Доизградена е улицата Христијан Тодорски Карпош во село Чешиново. Во тек е постапка за изградба на уште 3 улици во општината, тоа е крак на улицата Маршал Тито во село Спанчево, крак на улицата Маршал Тито во село Чешиново и цела улица во населено место Уларци Блаже Ефремов. Санирана оградата на мостот на река Брегалница кај село Теранци. Почнати сте активности за изградба на фекална канализација во село Уларци. Во завршна фаза е постапка за набавка на ново возило за собирање и транспорт на цврст отпад. Опремени се кабинети по природни науки во двете основни училишта Облешево и Соколарци. Извршена реконструкција на полот на спортската сала и училница во селото Соколарци. Се спроведе акција за расчистување на повеќе диви депонии. Асфалтирано е спортското игралиште во училиштето во село Облешево. Се работи на изработка на техничка документација за многу инфраструктурни проекти. Се работи за изработка на урбанистичко-планска документација. Одобрени се средства за изградба на уште 2 улици во општината.
Посебен акцент во работата ќе дадеме во решавањето на инфраструктурните проблеми на граѓаните, а тоа се водоснабдувањето и одведувањето на отпадни води. Општинската организација на СДСМ од Кочани со писмен допис до јавноста реагира по отчетот на 100 дена од преземањето на функцијата на градоначалникот Љупчо Папазов. При тоа укажува дека граѓаните треба да оценат дали промените значат развој или уназадување. Градоначалникот даваше отчет пред својот лидер, а не пред граѓаните, затоа што само тој може да му поверува за невистините кои беа искажани. Изгледа градоначалникот ги потцени граѓаните и мислеше дека тие ќе заборават дека само пред 100 дена се направи примопредавање на функцијата во која таксативно беа назначени сите проекти и состојби на сметки што беа оставени. На 5 ноември 2021 година на сметките на општина Кочани имаше нешто повеќе од 63 милиони денари, 23 проекти во фаза на реализација во вредност од 300 милиони денари и повеќе готови проектни документации за идна реализација. Потврда за силната работа, посветеност и демонстрирање како се сака Кочани е реализацијата на буџетот за 2021 година од 255 милиони денари, од кои 144 милиони се за капитални инвестиции. Градоначалникот на отчетот пред својот лидер со немање чувства на одговорност сите овие проекти ги препишува за своји. Градоначалник, граѓаните на општина Кочани го чекаат вашиот прв личен проект. Во вашиот отчет спомнувате скриени извршни решенија. Тоа се решенија кои вие ги оживеавте, решенија направени од вашите партиски структури кои плаќаа за превоз по 5 пати повисоки цени. Граѓаните уште чекаат одговор каде завршија скоро 9 милиони денари платени на Автоатом и дали беа доволни да се плати вашата прескапа партиска кампања. Вие плативте 9 милиони денари пари на граѓаните на општина Кочани за камати кои вие ги направивте со вашето несовесно работење. Со ова е јасен и одговорот зошто Автоатом не се осуди да ги изврши тие решенија кога со општината раководеше раководство кое домакински ги трошеше народните пари. Зошто не му кажавте на вашиот лидер дека за 100 дена вработивте 5 нови партиски војници? Да не се премалку па премолчивте. Граѓаните само можат да претпостават како ќе заврши вашиот мандат и што ќе направите со општинската администрација. Со вчерашниот отчет градоначалникот уште еднаш потврди дека граѓаните никогаш нема да имаат предност пред неговите партиски и лични интереси. Единствениот термин во неделата за прием на граѓани тој оправдано и го посвети на партијата. Се вели во писмениот допис од општинската организација на СДСМ Кочани. Општина Кочани го објави конкурсот за доделување стипендии на спортисти спортска надеж за остварени резултати и достигнувања во текот на минатата година. Право на стипендија имаат кандидати кои се жители на општина Кочани на возраст од 17 до 20 години. Тие треба да бидат членови на спортски клуб, друштво или асоциација што е регистрирана во Агенцијата за млади и спорт со решение за вршење дејност спорт и да се членови на национални спортски федерации кои реализираат национални спортски систем надпревари и учествуваат во меѓународни надпревари за возрастни категории до 20 години. Од оваа година за прв пат наместо една ќе се доделуваат 2 спортски стипендии за спортист и за спортистка. Рокот за користење на стипендијата е продолжен на 10 месеци, при што финансиската подршка ќе се исплаќа од март до декември 2022 година. Месечниот износ на стипендијата е 3000 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Кочани. Оваа стипендија не може да се доделува на исто лице 2 пати последователно, односно во 2 последователни календарски години, освен ако е поднесена само една прифатлива пријава за стипендирање. Рокот за пријавување е до 23 февруари, а целосната објава со условите, критериумите и потребната документација, како и начинот на поднесување на пријавите, се објавени на веб страницата на општина Кочани.